Почитувани гледачи, вие ја следите емисијата Настани кои ни престојат. Пред нас е третото предавање кое носи наслов Пробудување вистинско или лажно. Пред неколку години се случиле интересни серии на грабежи во самото предградие на градот Мајами во Америка. Провелниците, се вели во тој извештај, ограбиле голем број богати куќи во сосема различни области на градскиот округ. Од една куќа бил украден квалитетен професионален аудио систем, во друга куќа вредна слика, а од трета скапоцен камен. Од четвртата куќа бил украден телевизор. И така имало различити работи кои биле украдени во повеќе серии на кражби. Полицијата едноставно била збунета од очигледното неповрзано грабење, односно неповрзани настани од самите овие провали кои биле направени. Биле збунети, но при секој разбойништво тие забележувале сличен модус операнди или, со други зборови кажано, ист метод на работа. Земајќи ги предвид криминалните дела пред се како дело на еден крадец, а не како дело на неколку разбойници, полицијата можела да предвиди како ќе се изврши следниот грабеж. Нивната предпоставка била точна и среден ноќ, следните ноќи, крадецот бил фатен. Во почетокот биле збунети. Значи, на источниот дел, во западниот дел, на северниот дел се случиле кражби и биле збунети. Полицијата помисли дека тоа се повеќе луѓе. Меѓутоа, како ги приметиле кражбите, како биле направени, како крадецот влегувал во тие простории, биле дека еден ист крадец кради на повеќе места во градот. Токму, драги пријатели, драги гледачи, во ова предавање ќе откриеме две важни работи, два начина на работа. Ќе видиме пред нас низа настани што ќе се случат пред второто Христово доаѓање. Но ние нема само да се сконцентрираме на секој поединечен настан, туку ќе ги истражуваме настаните за сцената, за да откриеме методата на работа што го користи нашиот непријател сатаната. Како што овој крадец, еден крадец, краде на повеќе места, ние во ова предавање ќе ги откриеме сатанските замки, неговите стапици или неговиот начин на работа, како тој ја фрла својата мрежа, што повеќе и повеќе луѓе да ги присвои на негова страна. Ќе откриеме стратегијата со која сатаната мами и измамува денеска, на жалост, милиони луѓе. Исто така, од друга страна, ние ќе го откриеме Божиот метод на работа. Како нашиот небесен татко ќе ги ослободи небесите сили што ќе го донесат делото на неговиот народ на врвот овде на оваа земја. Како Бог ќе ги излие своите благослови, како ќе не ослободи, тоа ќе биде предмет на ова наше предавање, драги гледачи. Проучувајќи ги овие две важни работи или два начина на работа, очекуваме да најдеме охрабрување за нашето искуство и потврда на грижливиот, вистинскиот Бог на кој му ние денеска служиме. Целта на сатаната е со цел да не уплаши, да не раздвои, да ја олабави нашата вера кон Бога. Ајде да ги гледаме прво целите на непријател на сатаната. Значи, да видиме работи, да ја видиме неговата сатанска работа. А од друга страна, ќе ја видиме и Божјата работа, како Бог слободи тие небесни сили и ќе бидат насочени кон човештвото за да го сочува. Секако оние кои ќе бидат на негова страна. Ајде да го прочитаме на почетокот и овој цитат. Сатаната ужива во војни, бидејќи војните потекнуваат најлоши страсти на душата и потоа ги фрла своите жртви во вечна пропаст, потонати во крв и порок. Гледате како работи сатаната, драги пријатели. Неговата цел е народите да ги задржи да војуваат еден против друг, бидејќи на тој начин може да ги одврати мислите на луѓето од подготовката да опстанат во денот на Божјето доаѓање. Тоа е всушност, драги пријатели, целта, намерата на големиот непријател на сатаната
на ѓаволот. Тој се служи со војни. Тој едноставно прави да луѓето се скарат меѓу себе, државите да војуваат. Еви, денеска се водат војни во целиот свет. Во војната никој не победува. Во војната се сите, на жалост, губитници. Сатаната ужива. И на тој начин, како овде што читавме, мислите на луѓето ги насочува кон земните работи наместо кон духовните. Гледате, причината за крајот и војните е зголемената активност на сатаната, чија последица е војната што е знак на крајот. И со овој ужасен инструмент на омраза и на насилство, сатаната ја постигнува, драги гледачи, својата цел, одземајки животи на стотици и илјадници луѓе. За време на војните се појавува најголемата човечка омраза кон другиот. А сите сме од крв и месо, вели Библијата. Но за време на војните, тука се појавуваат најголемите омрази и освети од страна на човекот. Наистина, драги пријатели, еве нешто што се случило таму во Америка, во Калифорнија. Знаеме дека за време на Првата светска војна, на Втората светска војна и на овие современи војни милиони луѓе биле убиени, недолжни цивили, кои страдале поради некои хирови човечки за да се постигнат некои нивни цели. Еве, да ги слушнеме зборовите на еден збунет наблюдувач на настани што се случили во Сакраменто, Калифорнија во текот на 1979 година, кога војна група од Иран држала затворени американски војници. Знаеме дека за време на таа војна многу американски војници беа доле во Иран и таму беа затворени и дури некој страда. Меѓутоа, ајде ги прочитаме овие извештаи, па ќе ни биде појасна сликата што сакам да ви ја дообјаснам. Недалеко од мојата куќа имаше сервис за автомобили. Значи, тоа се случува во Америка. Недалеко од мојата куќа имаше сервис за автомобили, собственост на тројца браќа иранци. Често пати таму навратував, бидејќи браќата беа љубезни, темелни и брзи. Всушност би рекла дека тие постапуваа кон мене како што секој би очекувал во сервисна работилница. Но поред добрата услуга, браќата беа посебно љубезни. Отворено зборуваа за нината земја која напуштиле пред да дојдат во Америка. Секогаш разговорот го завршуваа со љубезен поздрав. Имајте пријатен ден, господине. А потоа, продолжува господја, потоа едно утро, додека се возев поред станицата кон работното место, бев шокирана со она што го видов. Работилницата беше вандалски уништена. Сите прозорци беа уништени, со црвена фарба беа полиени ѕидовите, плочките и просторијата. Ѓубре имаше насекаде. А бесни, вулгарни пораки напишани под ѕидовите. Кој беше мотивот за ова вандалско дело, се прашував. Браќите беа иранци, со обзир што иранската власт држела како заложници американски војници. Иранците овде мора да платат. Драги пријатели, тоа сокриено чувство на омраза и насилство што лежи кај поединци кои не го познават Бога и простор за постапување на непријателот на човештвото. Сатаната ги обликува настаните во светот на секој може начин за да го предизвика најлошото кај луѓето во нивните срца. А испрасканите странци со крв во историјата покажуваат дека е голем неговиот успех. За време на војните, како што читавме пред малку, сатаната собира илјадници луѓе на своја страна, а посебно страдаат недолжни цивили. И затоа, еве да го проследиме следниот цитат од книгата Големата борба. Сатаната исто така работи преку природните сили да ги собере неподготвените за своја жетва. Тој ги проучил тајните на природата и употребува својата моќ да со ни владе колку му Бог дозволува. Во несреќите и катастрофите, на водата и копното, во големите пожари, во страшните бури
и паѓањето на град, во поплавите, циклоните, високите плими и земјотреси на секое место во илјадници облици ја искажува својата моќ. Тој ја уништила жетва, тогаш доаѓаат глад и неволи. Воздухот го исполнува со смртни зарази и илјадници од нив умираат од епидемии. Пропаста ќе дојде како на луѓето, исто и на животните. Гледате, драги пријатели, драги гледачи, кој е тој главен виновник за сите зла што се случуваат на оваа земја? Значи, сатаната работи и преку природните елементи. Сега гледаме зошто Исус не предупредил дека ќе има глад во последно време, ќе има чуми на земјата и земјата ќе се тресе по целиот свет. Значи, сатаната е тој кој проузрокува епидемии, вируси, војни, земјотреси, се со цел да ги збуни луѓето, да викаат луѓето против Бога, да негодуваат против Исуса Христа. Да повторам, драги пријатели, сатаната е тој што предизвикува страдања. Но која е целта на овие несреќи? Што се надева дека ќе добие сатаната со нив? Дали може да одговориме на ова прашање? Не можеме ако сами покушаваме, но кога отвараме Библијата, Сето писмо, таму ни е напишано зошто сатаната сето тоа го работи. Какви се вашите чувства, драги пријатели, кон Бога, ако си изгубил се што си имал во поплава? Ако си изгубил се што си имал во земјотреси? Можеби дури си ги изгубил членовите на вашето семејство? Понекогаш луѓето во такви околности земаат здраво за готово дека Бог ја предизвикал таа несреќа. Кога ние така помислуваме, сатаната се радува од друга страна. И затоа, кога во иднина ќе доживееме некоја несреќа, можеби болест, па и смрт во семејството, не треба да го оптужуваме Бога. Бог не е виновен. Еве, да ве подсетам за стариот патријарх Јов. Еден од најбогатите луѓе на исток, вели Библијата, во тоа време. Откако сатаната уништил се што имал, па дури и ги убил и неговите деца, Јов погрешно донел заклучок. Позната она изјава: Господ даде, Господ зеде. Иако Господ дал богатство, Господ му дал пород, му дал деца, но Господ ништо не му зел. Едноставно тоа бил горе неформален договор помеѓу сатаната и Бога, зашто сатаната го оптужил Јова пред Бога дека тој му служи од корист. А Бог му вели: не е точно, сатано. Еве ти го Јов во рацете и ќе видиш дека Јов ми служи од љубов, а не од корист. Дали помислувате, драги пријатели, на вашите чувства кога Бог ќе направи и ќе стори нешто, мислејќи дека не казнува Бог од своја страна? И ние тогаш помислуваме дека Бог не казнува кога се случи нешто лошо во нашиот живот. И Јов така помислил. Но на крајот тој разбрал дека Бог ништо не му одзел. Иако се случила трагедија, се му било уништено, но Бог го наградува. Му дава уште повеќе деца, уште повеќе големо богатство. Сакам да ве подсетам, драги гледачи, на еден настан од историјата. Таму во Стариот Завет се вели дека израелците биле во робство 400 години. Тие таму едноставно му служиле на царот и тие мислеле дека тие тука треба да останат за секогаш. Иако Господ ветил дека еден ден повторно ќе ги извади од робство, ќе ги ослободи и ќе заминат во ветената земја. Меѓутоа, знаеме дека кога Мојсе дошол да бара ослободување од големиот фараон, тој едноставно не сакал да слушне за такво нешто. И затоа Бог морал да употреби зла, 7 зла, односно 10 зла во тоа прилика, да го натера фараонот да попушти и едноставно да ги ослободи старите израелци. Фараонот очекувал дека никој не може да му застане на патот. Но кога се случили тие зла, знаеме најпрвин, кога Мојсе дошол да побара ослободување,
Фаронот рекол, кои сте вие? И Мојсија се представил дека е представник Божи со својот брат Арон. А Мојсија, односно Фараон им вели, сакам да видам доказ за ова божествена наредба за која ми кажувате. Не верувам додека не направите некое чудо. И знаете што се случило? Еве на ова фотографија може да видиме кога Мојсија, Бог му вели Мојсија, фрли го стапот и стапот се претворил во змија. Меѓутоа такво нешто направиле и волшебниците кои работеле за Фараон. И тие ги фрлиле своите стапови и тие се претвориле во змии. Меѓутоа, овде се случува нешто изненадувачко за Фараонот. Едноставно, змијата Мојсеева ги изедова, ги јаде останатите змии кои биле тука на подот. Фараон бил едноставно бесен. Иако први рекол тој е ефтин трик. И кога ги повикал волшебниците, тие тоа го направиле и рекол тој трик многу ефтен. Не ве признам дека сте вие Божи соработници. И така, ако ја читаме, драги пријатели, ако ја читаме Библијата, ќе дојдеме до уште неколку важни, интересни работи кои се случиле. Ево ова прилика, змијата на Мојсија ги голта останатите змии. Со тоа Бог сакал да покаже дека Мојсија е негов представник. Одеднаш целата соба се исполнила со змии. Волшебниците се смееле со задоволство. Тие биле сигурни дека смирениот Фараон ќе ги награди. Но како што гледаме, змијата на Мојсија ги проголтува другите змии. Главната порака на приказната е следна. Методот на работа на сатаната е да имитира вистината. Затоа треба да бидеме многу внимателни, драги пријатели, драги гледачи. В последно време, сатаната ќе имитира вистината. И ако не го знаеме оригиналот, брзо ќе бидеме прелажени. Ајде да го прочитаме, да го слушнеме следниот цитат. Фараонот сакал да ја оправда својата упорност во противењето против Божјата заповед и затоа барал какво било причина да го омаловажува чудото што го направил Бог преко Мојсија. Затоа тој ги повикал волшебниците и тие ги фрлеле стаповите и целата соба се исполнила со змии. Сатаната му го дал токму тоа што го барал. Со делото што го сторил преко вражарите, значи тие волшебници, вражари, тој пред египчаните созел впечаток дека Мојсија и Арон се само вражари и гатачи и дека пораката што ја носат не може да биде почитувана како да доаѓа од некое повисоко суштество. Така, подметнувањето на сатаната ја остварило својата цел, да ги охрабри египчаните во нивното противење и да му го стврднат срцето на фараонот пред свеста за собствената вина. И сега е многу важно. Сатанат исто така се понадевал дека ќе ја верата на Мојсија и на Арона во божественото потекло на нивната мисија и во надмокноста на силата на неговите орудија. Тој бил против тоа синовите Израилеви да се ослободат од робството за да му служат на живиот Бог. Сатаната ја знае целата историја. Тој знае делот планот на спасението и тој знае преку овој народ Божи, преку евреите кои ќе бидат ослободени и кои ќе заминат во ветената земја, Бог го остварува својот план, небесен план. И затоа тој покушавал на секој начин да ги поколеба, дури како што читавме овде, да ја поколеба дури и верата на Мојсија и на Арона. Фараонот бил бесен кога видел дека змијата на Мојсија била посупериорна од останатите змии. Сатанат и денеска, драги пријатели, користи лажни чуда за да не измами, како што вели Исус во Матеја 24 глава. Забележете што имитација сатаната користи. Во сите векови, во сите историски прилики, тој се обидува да ја омаловажи божествената вредност на мисијата на чудата на Мојсија и на Арона. И сатаната веднаш направил слични змии, привидение дека и тие се силни, дека и овие волшебници, дека и овие вражари кои работеле за фараонот исто така на исто ниво со Мојсија и со
Arona. I zato, dragi prijatelji, koga čitame za ovaj nastan, ovaj nastan što go сега прочитавме, може понекогаш да не збуни, но от друга страна треба да не охрабри, дека Бог е тој кој ги води работите и настаните нова планета. Но кога самиот фараон не можел повеќе да издржи, тој ги пушта евреите да заминат во ветената земја. Сакам да се подсетиме на друг настан за царот Саул. Едноставно, знаеме кој бил Саул. Сакајќи тој да дозна информации за неговата утрешна битка која треба да ја води, едноставно тој го прекршил Божиот совет и тајно се среќава со една жена која била вражарка или гатарка. Тој едноставно отишол во едно село, еве на ова слика може тоа да го видиме, преправен, преоблечен, да не биде препознат дека е царот, со своите слуги оди во селото Ендора и ја бара жена која била вражарка, да му го повика духот на пророк, на мртвиот пророк Самуило. Кога вражарката го повикала она што требало да биде Самуило, што мислите, Саул поверувал во таа имитација? Да, тој поверувал. Едноставно, таа му вели, го препознала и вели, ти си царот Саул, а Саул претоа донел одлука и наредба сите вражарки во таа покрајна да бидат убиени, зашто Бог не ги почитува и не ги сака вражарите или гатарите. Кога царот бил препознаен, едноставно жената сега воспоставува наводно контакт со покојниот Самуило. А Самуило, тој бил покоен. Меѓутоа, сатаната го имитирал Самуила во изјавите. Тогаш Саул сватил дека тоа е Самуил, го слушнал неговиот глас. Меѓутоа, тоа не бил глас, драги пријатели, драги гледачи, на Самуило. Сатаната денеска ги имитира гласовите на нашите покојни и тој наводно ни праќа пораки преку оние луѓе кои се бават со вражарство и со гатарство. Нашите покојни одмараат, тие ниту гледаат, ниту чувствуваат, ниту имат потреба од јадење, од помош или од нешто друго. Сатаната знае, драги пријатели, да прави лажни чуда, но додека имитира вистината, тој може лесно да не прелаже. Да не прелаже ако не го знаеме оригиналот. Зато е потребно да ја читаме Библијата, да го читаме Светото писмо, за да не бидеме прелажени. Кога, еве да се вратиме за миг во времето на Даниел. Таму, во втората глава, во третата глава, едноставно сатаната го охрабрува Навуходоносора да направи голем кип, едноставно да ги повика луѓето да се кланјат на тој кип, а кланяјќи се на кипот, тие всушност му се кланяле на големиот Навуходоносор. И знаеме дека во таа прилика овие тројца момчиња останале прави. Не сакале се поклонат, зашто тие единствено му служиле на големиот Бог. И денеска сатаната секој ќе прави своји имитации. И во времето на самата реформација, и во времето на средниот век, сатаната правил секојаш имитации да ги заведе луѓето, да ги збуни. И затоа во тој темен среден век, кога луѓето немале Библии, кога немале Свето писмо, лесно станувале плен на сатанските замки. Но денеска, кога имаме Библија на наш мајчин јазик, може да ја читаме, да ја проучаваме и со молитва да ги откриваме големите вистини кои Бог ни ги открил. Еве да го проследиме и овој цитат. Но и сатаната не бил лен. Сега настојувал да направи кај секој реформаторско движење. Народот да го упропасти, подметнувајќи му лажна реформација наместо вистинска. Ова ќе се појави, ќе се повтори, драги гледачи, и во последно време. Сатаната е вешт мајстор, како во средниот век што подигал реформатори, но искривени. Секојаш некој реформатор додавал во претходните открини работи. И денес имаме милиони движења, разни групи на луѓе. И во ова море на вистини под наводници ние сме збунети. Денеска сатаната ќе направи и стрикт
trik. Ovde veli, narodot da ga upropasti, podmetnувајќи му лажна реформација наместо вистинска. И денеска сатаната е на дело. Тој работи. И затоа Библијата пишува дека ќе се појават лажни Христоси во последно време. Читам Матеј 24:24. Лажни пророци и ќе покажат знаци, големи чуда, за да ги измамат, ако е можно, избраните. Кој е тој, почитувани, кој стои позади тие чуда? Која е таа сила која прави такви измами? Еве Јован што запишал. Читам во последната книга, во Откровение, вели овде, духови ѓаволски кои прават чуда. Значи, кој прави чуда? Да, и Бог ќе прави чуда, но тие чуда ќе бидат проследени онака како што Бог ни открил во Библијата. Но и сатаната ќе прави имитации. Тоа се духови ѓаволски кои прават, на жалост, чуда. И еве, при крајот на ова размислување, драги гледачи, да го проследиме и следниот цитат. Пред да дојдат Божите судови на овој свет, во неговиот народ ќе се појави такво пробудување на вистинска побожност, каква што не била дури од времето на апостолите. На Божите деца ќе се излие неговиот дух и сила. Непријателот на душите ќе сака да го спречи ова дело и пред да дојде времето на таквото движење, ќе проба да покрене своји лажни движења. Гледате, сатаната ќе покуша, драги пријатели, да покрене своји лажни движења. Во оние цркви, каде што сатаната ќе успее да ги покоре под своја лажна моќ, ќе предизвика лажно уверение дека на нив е излиен посебен Божи благослов. Кај нив ќе се покаже големо религиозно пробудување. Многумина со восјет ќе се радуваат што Бог така убаво работи преку нив, а всушност тоа дело потекнува од сосема друг дух. Сатаната ќе проба да под наметката на верата да го прошири своето влијание на целиот христијански свет. Гледате каква намера, драги пријатели, има сатаната. Која ќе биде, се прашуваме, тогаш втората стратегија или варијанта на сатаната за испитување на ова заведена религиозна група? Сатаната ќе направи лажно имитација на религиско будење. Едноставно, тој ќе покушава на секој начин. И може да гледаме сега разни ликови, дека во последно време ќе се појави едно тако светско движење во кое световните луѓе ќе му се спротистават на Бога. Но тоа религиско движење ќе биде имитација на она вистинското. Бог ќе подигне вистински луѓе, вистински реформатори кои вистината ќе ја прошират и ќе ја однесат до илјадници, до милиони луѓе широм целата ова наша планета. Денеска сатаната ја шири таа измама се повеќе и повеќе. Значи, третото може да кажеме оружје или арсенал што сатаната ќе го користи, а тоа е спиритизмот. Всушност, драги пријатели, спиритизмот е начин кој ни овозможува наводно да комуницираме со покојните. Ние живите да комуницираме со духовите на умрените. Тоа било од секојаш, од почетокот на историјата се протегнува, па ете, до нашите, може да кажеме, денови. Од Стариот Завет и денес тоа е прифатено од огромно мнозинство на христијани и на нехристијани. Значи, и денеска тоа се случува. Колку далеко ќе оди ова лажно религиозно движење, драги пријатели? Ќе имале крај? Да, ќе дојде крај и на ова религиско движење. Но ние, ако сме на време предупредени, не мора да бидеме жртва и да влеземе во ова стапица нова религиозно движење. До кој ќе оди? Преку кого ќе се изврши? Значи, преку кого сите овие работи ќе се извршат на ова наша земја? Еве, да го прочитаме сега и следниот цитат. Со помош на спиритизмот се прават многу чуда. Болни ќе бидат излекувани и ќе се случуваат многу чуда кои не можат да се покренат. Бидејќи злите духови
како овде што читаме, ќе се претвараат дека веруваат во Библијата и ќе покажат почитување кон прописите на црквата. Нивното дело ќе биде примено како откровение на Божјата сила. Со помош на спиритизмот, сатаната ќе се појави како добротвор на човечкиот род. Тој ќе лечи луѓе и ќе се представува како оној кој носи нова, возвишена религија. Тие лажни духови, почитувани, читаме понатаму, се јавуваат во облик на апостоли кои се спротивставуваат на она што го пишувале апостолите, вдахновени од Светиот Дух додека биле на земјата. Тие го порекнуваат Божето потекло на Библијата и на тој начин ги рушат темелите на надежта на христијаните и ја гасат светлоста која го покажува патот кон небото. Во завршната голема лага, сатаната ќе се покаже како Христос. Црквата долго тврдела дека го чека Спасителовото доаѓање како исполнување на својата надеж. Сега големиот лажливец ќе создаде впечаток како да е веќе Христос дошол. Во разни крајеви на светот ќе се појави помеѓу луѓето како величествено суштество со голема светлост која ќе биде слична на по описот на Божјиот син во Јовановото откровение. Драги пријатели, ова се завршните сцени, ова се завршните настани кои ќе се случат пред самото второ Христово доаѓање. Но сатаната, како овде што читаме, во завршната голема битка, сатаната ќе се покаже како Христос. Тој ќе го имитира Христовото појавување на ова планета. Сатаната ќе се представи како Христос. Ова е четвртата стратегија со која сатаната ќе сака што повеќе и повеќе луѓе да ги навлече на своја страна. Тоа е тоа лажно религиозно движење. Дали би биле подготвени да ја препознаете, драги гледачи, ова имитација? Дали сте подготвени да се соочите со овие религиозни маси, да кажете што е вистина и што се случува? Дали донесовте одлука во срцето? Моја желба и молитва е да не бидеме заведени. Еве, на време сме предупредени. Бог тоа ни го открил. Кога ќе се случи масовно обратување на луѓе, но под наводници. Масовно ќе го следат Христа. Сега вели големиот лажливец ќе создаде впечаток како да е Христос дошол. Тој ќе го имитира, но не може целосно да го представи Христовото враќање. Библијата зборува дека Исус ќе се појави на исток со мноштво, милиони и милиони небесни ангели. Господ, нека те благослови, драги пријателе. Нека твојата одлука биде: да, Господе, сакам да бидам на твоја страна. Господ нека ве чува и се гледаме во наредното предавање.